Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски информираше дека го потпишал договорот за доградба на општинското основно училиште Јоаким Крчовски. Вкупната вредност на проектот изнесува 42 милиони денари. Проектот предвидува доградба со површина од околу 600 метри квадратни, која ќе обезбеди современ, функционален и енергетски ефикасен простор, усогласен со потребите на училиштето. Со потпишувањето на договорот започнуваме со доградба и проширување на училиштето, со што значително ќе се зголемат капацитетите и ќе се подобрат условите за учениците и наставниот процес, истакна Стојковски. Со доградбата училиштето ќе добие 8 нови училници, 4 на приземје и 4 на кат, нови санитарни простори на секое ниво, нов скалишен простор и комуникацијски ходници, нов влез и излез за доградбата, како и топла врска со постојниот објект за непречено движење и целосна интеграција. Во новиот објект ќе биде инсталиран систем за грејење и владење со топлинска пумпа, кој обезбедува висока енергетска ефикасност и стабилни услови за работа во текот на целата година, истакна првиот човек на Ѓорче Петров. Во областа на патната инфраструктура од особена важност за унапредување на безбедноста во сообраќајот е редовното одржување и обележување на локалните улици и патишта, со што се обезбедува поголема видливост и уредност на вертикалната и хоризонталната сообраќајна сигнализација. Со тоа се обезбедува и поголема сигурност за сите учесници во сообраќајот, особено за најранливите категории – пешаците и велосипедистите, велат од општина Илинден. Во рамки на програмата за одржување на патната инфраструктура на општина Илинден поставена е нова хоризонтална сигнализација на неколку значајни локации низ општината. Извршено е обележување на надолжна бела линија на локалниот пат Кадино-Мралино во должина од 500 метри, на локалниот пат Кадино излез кон автопат М3 во должина од 1000 метри, како и на локалниот пат Кадино-Миладиновци излез кон автопат М1 во должина од 7000 метри. Дополнително обележана е надолжна линија на локалниот пат Илинден-Ајватовци-Мршевци во вкупна должина од 6000 метри. Покрај хоризонталната сигнализација на неколку локации низ општината извршено и поставување на нова вертикална сигнализација. Со овие активности се подобрува читливоста на коловозната сигнализација, велат од локалната самоуправа. Се зголемува дисциплината во сообраќајот и се намалува ризикот од несреќи, особено на критични делници и места со зголемен интензитет на движење. Во таа насока општина Илинден ќе продолжи со вложување во модернизација на патната мрежа, како и со поставување на нова вертикална и хоризонтална сигнализација, со цел создавање побезбедни услови за сите учесници во сообраќајот, велат од општина Илинден. Општина Карпош објави јавен повик за доделување на еднократна барична помош по повод 3 декември, денот на лицата со повреđеност. Согласно програмските активности на општина Карпош од областа на детската, социјалната и здравствената заштита за 2025 година се објавува јавен повик за доделување на еднократна барична помош по повод 3 декември, денот на лицата со повреđеност. Повикот трае од 19 до 27 ноември 2025, информираат од локалната самоуправа. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски сподели дека општината ќе блесне во досега најубавото новогодишно руво. И оваа година новогодишната бајка повторно ќе пристигне во општина Бутел. Оваа година ќе го имаме најубавото украсување и најубавата новогодишна бајка, порача Костовски. Првиот човек на Бутел додаде дека активностите за новогодишно украсување се во тек и наскоро општината ќе блесне во новогодишно руво. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски утрово сподели дека екипите на јавното предпријатие денеска ја расчистуваат локацијата на поранешниот Макдоналдс, која се наоѓа на приватно земјиште со запишан објект. Иако собствениците добија налог да ја исчистат оваа со години запуштена локација, тоа не беше направено. Поради тоа на терен излегоа комуналните екипи на општината. Во уредувањето јавното предпријатие ќе достави фактура до собствениците со износот на извршените работи, истакна Митевски. Првиот човек на Аеродром додаде дека општина Аеродром останува посветена на чиста, безбедна и уредна средина и ќе продолжи решително да реагира каде собствениците не постапуваат согласно законските обврски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно